Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи и јас имаме право да знаеме вистината. На ваше барање, после приближно 2 години, интервју со Томо Аврамски, едно интервју во 2 продолженија, вечерва и наредната недела, првото во трајање некаде 1 час и 35-36 минути, второто во трајање 1 час и 25 минути. Сите кои сте љубители на интервју со Томо Аврамски, сигурно ќе уживате. Ако сакате политички анализи, станете мембари. Секој вторник, 22 часот и 30 минути, политичка анализа за месечен надомест од 150 денари. Останете со нас, интервју со Томо Аврамски, нема да зажалите. Добро вечер, Томо Аврамски. После скоро 2 години во емисијата во Центар. Добро вечер, Васко. Драго ми е што сум во Центар. Огромно барање на гледачите, значи немаше емисија, кога ќе го снимаш Томо Аврамски, кога ќе го снимаш Томо Аврамски, еве сега после скоро 2 години, повторно во емисијата во Центар. Како сте? Па добро сум, одличен сум. Сега сум пензионер. Имам пензија во Македонија. Еве сега очекувам француската пензија и пензија од Република Србија. Значи, ќе имам 3 пензии. Значи француска, македонска И српска. Таа српската ќе има нешто од удба или чисто? Ќе има и од неа. Ќе има и од удба. Еве станот што ми е во Белград, ми е доделен од Сојузни секретарат за внатрешни работи. Што имате во Белград? Савезни СУП се тоа вика. И тој што на Смоја го имате продадено? Тоа си е купен. Тој си е купен. Тоа си е купен. На Јоже Смоја што беше. Да, али станот кој ми е доделен со решение, како на Аркан станот на исто. Значи вие и Аркан имате После на мен, прво на него дада. Прво на него, после на вас. После на мене. Значи Сојузен секретарят за внатрешни работи. Да. Саветни секретаријат за унутрешних послова. Ќе го разговараме тоа. Ќе разговараме пошто треба. Не остана неколку дупки, животот во Франција, па овој дел што е нели помина 30 години, вие веќе може слободно да зборите и што сте правили, како што сте правиле. Ајде да почнеме со оваа фотографија. Така сега само да дополнам. Јас имав договор кој ме обврзува на чување на државни тајни. Колку време, колку години? Истече пред 2 години. Истече пред 2 години. Да. Значи таман. До пензија. Јас сум пензионер 2 година. И сега можам да зборам само за 2-3 работи не можам да зборам, а тоа не се предмет на македонска работа. Не се предмет на македонски интерес. За Србија. Таму нема потреба и да зборам. Томо, вие овој ли сте? Ова сум јас. Кога е ова снимено? Тоа е или 86 или 87 година во Москва. Томо, овде како Де Ниро во Кум 2. Како Де Ниро во Кум 2 Јас сте. тоа работев в конфекција имав. Конфекција работете? Да. И сите го знаат, во Париз најголемата конфекција беше моја. На 1000 работен имав. Во Париз, во Франција? Да. На Руел Амло бев и фирмата ми се викаше Амелот СРЛ. Јас шиев за Витон тогаш, Дарел, Нина Рици. И повеќе давах за домисил за онаа ЦЕА, тие како кажам, робни куќи. Да, марката ЦЕА што? Да, они си дава етикети и ние ги шиеме. Има, мислам дека во Скопје има, во Солун може се. Тогашно време за Германија за Германија. Да, за Плуке и за ЦЕА. Добро, Томо, кодите во Москва, како велите, средината на 80-те години, значи дека тогаш уште комунизмот, ако не се лажам, Черњенко или Андропов се начело на Андропов беше. На Советскиот сојуз. Со кој пасош одите тогаш таму? Со југославенски пасош. Со Томо Аврамски или? Да. Колку пасоши имате? 3. 3 пасоши си имате? 3 чувам си, 3 имам. Ева, ако сакам и 4 можам да добијам, ама не сакам, не ми треба. Добро, ко работевте за удба, ви дава пасоши? Дава. Колку побараш, толку ти дадат. Секој си имате фотографија во новчаникот, снимени? Сегаш даваш слика и ти прават пасош. Јас сум бил во Лермонтова, например, или во Сојузниот секретарјат на Милоша Великога и пасош ми е на лице место ми се прави. Добро, например, одите, не знам, сад да речеме во Мексико, или било која држава, Данска или Шведска, или било која држава, и влегувате во одредени проблеми. Одиме во амбасада. Одите во амбасада. И приоритетно мора на нас да ни помага. Значи, да ни даваа се што треба. Приоритетно мора вас да ви помага. Да, ние сите поседувавме розови легитимации и на самата легитимација пиша оди сите органи мора да се стават на располагање и да ни помагаат. Значи, вие имате розови легитимации, да. И тоа ви е како аусвајс, што се вели. Тоа е бомба, тоа е подобро од пасош. Добро, со тоа влагате во било која амбасада и вие имате приоритет. Да. Полицајот се заустави со колата, а види бега.
во бивша Југославија, во Белград. Еве, јас се паркирав кај сакам. Имах налепница на колата. Како овие албанци ве у Скопје, кај сака се паркира, Исто. значи и вие у Белград кај сакате. Ние, јас бех во Белград, значи француски таблици имах, Рено 25 имах, бензинец турбо, една таква и единствена кола, и ја паркирах тачно пред зграда Б на влезо на генерал штабот на JNA. Само јас се паркирах на тротоар. Ова што е Не смее никој да чепне колата. ова зграда кај што ќе гради Трамп, Кај удри НАТО бомбардирањето. Значи, таму е архиво. тука е Министерството за надворешни работи, преку Преку патот патот е е Немање на 11, Да. владата на Република, значи Да, од левата зграда страна. Б и ја, и Зграда- стариот генерал штаб. Значи тука Тие вие- се сиде тука. тука го паркирате Реното и никој не може да Никој. На него имах налепница. 54-45. Што значеше И тоа? грбо на Југославија. Што значеше плача? Правозачендарите од и Савезни СУП. Дека е Савезна полиција е. Да. регистрација која не Но смее они да не се гледаа, они гледаа џамо. која не смее да се чепка. Не смее да ни да палка колата, не па да дигне. Томо, од кај да почнеме ова? Ова не е петто интерес. Кај да почнеме? За Париз нешто почнавме и ништо не кажавме. Не кажавме многу Пред работи. 3 месеци почина Ален Делон, Да. една маркантна фигура Страшна фигура. во Франција посебно, значи еден пиетет кон него, еден респект, значи што Тоа е вели иконата, тоа е иконата на Франција. На Франција. Делон е тоа. Он се што направил во животот, тој го има сам направено. И он како човек е многу успешен бизнисмен. Малку луѓе знаат, он не е само актер. Он е, па повеќето пари му се направени од бизнис. Него, ако се земе, значи, да пример, Делон вреди негде 300 милиона или 400 милиона евра, па едно 70% парите му се не од филмови. Туку од бизнис. Од бизнис тој, ете, значи имаше најелитни ресторани, кои јас борам, сум бил некои ресторани, сум ги работел. Биле негови, ама јас не сум знаел. Вие сте работеле таму. Да, јас ги сипах под наем. Под наем ги И си зимате. плаќам толку. Томо, која објавив ова фотографија на Facebook, под фотографијата имаше коментари, сега веруваме во се она што го кажавте. Ама Значи, со сега сега веруваме плаќам во Русија по познанство со Наталија Жукова. Таа е правнука на маршал Жуков. Маршал Жук, големиот маршал Да, јас ја неа запознав во Белгија кога живеев. во Белгија. И неа и Вера Толстоја, правнуката на Толстој. Тие беа во Брисел. Кај пољаците, пошто беа поканет за католички Божич, кај пољаците на прослава, и тие беа дојдени таму. И така се запознав. Добро, Тома, се извинувам, сега тие работи не се зборат. Да. Пријателки ви беа или повеќе од пријателки сега веќе сте? Пријателки прави, тие се стари жени. Те се Тие стари. беа постари од мене барем 30 години или 40. И добро, кој ви вели стапи во контакт со нив? Удба ви вели стапи во контакт со Не, нив? не, никој. Јас доаѓам на пољаците, тие имаа прослава, католички Божич. Ден пред прославата е. Прават бал, канат се пољаци, фамилиарно луѓето доаѓаат, и тие биле поканети од нив. Ова значи период на комунизмот уште 80-те години И тубе мене кани полската емиграција. во Брисел. Да, и јас одам. Пошто јас се бех, тогаш бех поднел барање за политички азил. И носил тоа тие ме канат. А во тоа време Наталија Жукова била кај Вера Толстоева. Во гости. И кај неа на гости, ама била и службено, а зошто била не знам. Пошто таа беше, во тоа време, ја имам визитката, јас чувам си ја, на визитката пиша Сојуз за Гран Прибор на Советскиот Сојуз. Директор Наталија Жукова. Главна. Значи се што треба да се купи, оди преку неа. Се што е биро, Сите набавки. канцелариски опрема. Се преку неа. Се преку неа, без неа ништо, без неа. Без незин подпис не може не ништо. можеш ништо да купиш. Јас затоа бев таму. Во Москва. Пошто она ми даде визитката и ми рече, ако сакаш нешто негаш чу помалку да работиш, дојди прво види ја Русија, дали ќе ти се допадне, ама викај поубаво од Белгија. Русија. И јас викам, не сумњам, ние сме православен народ, да веќе ми биде мило да дојдам в колевката на православието. Од дотогаш не бев идено, не бев таму. Том, ова е пред да одите да живеете, значи 10 на години, 15 пред да живеете во Русија, вие живеете Пред некаде. тоа. крајот После на јас 90. одам, после После значи одите. Ова е После. значи средина на 80-те години. Вера Толстоја
и Наталија Жукова ги запознав 77 година. 77. Да. Томо. Према 78 вечерта. Оди 24 декември е католички Божи ден пред тоа. 77, значи пред 70. Така, и тогаш ги запознав, а на пролетта отидов за 1 мај бех. Во За Москва. 1 мај бех. Значи тогаш е Леонид Брежнев, значи ако е 77, 78 година, 79. Мисля оти он беше, ама не сам Значи сигурен. Леонид Брежнев, а ако не се лажам, таа 78-9 Полјаков станува папа. Јован Павлев II станува прв човек на Ватикан. Ако Така сега нешто. се сеќам на Тука година. нешто и тука се роди тогаш и Лек Валеса. Значи Солидарност бе? вие имате задача и пољаците да ги Немах уште јас никаква задача Од во кога тоа време. почнувате за УДБА да работите? Пошто јас знаех дека Желко работи за УДБА. Желко Разнатовиќ Аркан. Да, знаех, он не беше Аркан тогаш. Само Желко Разнатовиќ. Желко Разнатовиќ и други идентитети имаше. Имаше некој Славиша така нели? Да, и Марко Марковиќ, јас сам гледам Марко Марко и Славиша Поповиќ. Што си избере, тоа му даваше. Што ќе му падне на памет? Да. И он беше, он ја водеше екипата со него. Која екипа? Ова? Екипа со него беа Миле Ѓорѓевиќ, Рако Станишиć, Слободно Костовски и тој. Тоа не е екипа за кошарка, нели? Не, тоа е екипа за елиминација. За елиминација. За убиство. Еве затоа. Словон Костовски во Бразил што Да, тој е таму на одмор сега. одмара, Одмара човек. ваканција. Ваканција, одмор. И вие бевте у Дубај и се вративте. И јас си бев во Дубај, во Лаби нешто чудо. Там е за млади луѓе. Младите немаш да чекаат тука. Право Дубај. Гледам сега Баку во Азербејџан сака да го направат Дубај на средниот исток, ајде да речеме. Ако Со успеат. Ако успеат. Има Дубај пари, има е нафта. чудо, Васко. Дубај е нешто неописиво. Ќе ве прашам во текот на емисијата за Дубај, за нашите што имат станови во Дубај, како се излезени снимките, видеата што беа пласирани тука Јас ги јавно пуштив, не крием. во македонската јавност. Да, јас ги пуштив јавно, што да крием. Томо, јас прв пат за вас слушам после она книга Стевица Марковиќ, Ален Убици Делон, во служба на државата. Убици во служба на Земи државата. самиот наслов. Значи вие Јас ја тука напаѓам УДБА. Директно, значи, ќе ти дам превод има. тоа е, да ја значи прочиташ. тоа беше една книга бестселер, значи некаде пред Па Делон ми ги 20-30 купи години. правата, авторските права ми ги откупи Ален Делон, Ален Делон ги за откупува. да снима филм. И сега ќе видиме Таа книга Пошто тамо е најинтересно сега. говори за убиство на Стевица Марковиќ, за неговиот личен секретар и телохранител. Стевица Марковиќ е личен секретар на Ален Ален Делон Делон во тоа време. и негов телохранител. Па повеќе личен секретар. Суштината на книгата е неговото убиство и одредена афера Во таа афера љубовна. вкупно погинува 52 човека. 52. Да. Значи, досието Марковиќ во архивот на Франција е 11.600 страници. 11.600 Да. страни. И они се доступни за јавност. Кој истражувач и кој сака, може да иде, ќе се најави и ќе му ги дадат. Ама читаш, не можеш да износиш. Значи читаш, Не на компјутер се сега. сега можеш само Не да... можеш да штампаш. Значи И 11.600 600 страници. 52 жртви поврзани со И таа... последниот 53-тиот на Копоник е убиен. Бориво е Боб Ацков. На Копалник. Го уби удба на Копоник. Зошто? Будала, он требаше да иде. Затоа што тоа е човекот што го пишува тоа фамозно писмо од затворот до министерот на правда на Франција, мислејќи дека кога ќе го напише писмото ќе биде помилуван. Ќе го пуштат. Од тоа ќе писмо компензира. почнува И он тука аферата. го напаѓа еден од најбогатите луѓе во Франција, кој е генерален директор на Газ де Франс и Електрисите де Франс. Амбрус Рус се вика тој човек. И дека во неговата куќа на периферијата према Версај, тоа е департаментот на Ивелин, дека во неговата куќа, тоа е куќа, луксузна куќа за богаташи, буржуаска куќа. Значи кон Версај. Да, дека во таа куќа се одржувале партузи. Поточно да кажеме групен секс.
Оргии, и значи. оргии, и на тие оргии дека била на Помпиду, на Жорж Помпиду, жена му, мадам Клод Помпиду, Натали Делон, Сопругата на бароница на Рочилд и две некои сестри близнакини Плауши. И Боб Ацков пишува дека сматра дека Стевица е убиена од страна заради уцени. што ги оценува овие жени што се Помпиду дека го уценувал и ради тоа Помпиду е тогаш председател, он тоеш премиер. премиер на Франција, Премиер во оставка. во оставка. И не се знаеше дали во тоа време не се знаеше дали он ќе биде кандидат за претседател. Пошто со Дегол беа во капка. Ама пошто Џорџ Помпиду е кадар на Рочилд, на најбогатата банкарска фамилија во Париз, тој победи и го изгласа како кандидат за претседател на Пета република. До тогаш се Четврта република. Пета република е Џорџ Помпиду. Тогаш станува Петта република. Да, тоа станува. И го и победува на изборите. Како човек на Ротшилд. Да. А сопругата негова на Ротшилд, на Делон Да, се... и тоа е Мадим, таа дружи со Надин де Рочилд. Надин де Рочилд е бароница, жена на Едмонд де Рочилд. И знамот имаше тогаш еден син, он се вика Николас. Тоа е најбогатиот банкар од фамилијата Рочилди. Еве го, тие има акции во метрото во Париз. Американската амбасада на Конкорд е била нивна зграда, тие имаа продадено на Америка да има амбасада внатре. Толку богатство имаа. Има експлоатација во Сибир на нафта, ден денеска. Рочилди. Кај ќе копнат пари има, значи. Па си пари, тоа е најбогата фамилија. И он е нивни кадар. Еве сега Макрон е нивни кадар. Еве него бива за ништо. Па добро, Сорос по губење на изборите во Америка има средба минатата недела со Макрон. Вела дека прво морал да даде зелено светло Макрон, па подоцна се убеди американската администрација за Шекеринска да биде втор човек на НАТО, но прво климање со главата морал да го направи Макрон. Преку Сорос се убедени. Сорос изигра на карта. Тој ја уценуваше Франција и јас знам Џорџ Сорос во тоа време имаше замок во Франција. Да Во тој период. Кога ја обори фунтата на шпекулации, англиската фунта, тој ја обори, таа изгуби на вредноста. И тогаш мораше Народна банка на Англија да интервенира со пари, За да може да спаси огромни пари, за да може шпекуланти да спаси фунтата. Он е бандит. И тој се беше најавил да се спушта. Ама му беа забранили од контрола летење дека не може авионе да се спушти и не му дозволи французите. Дека не може Митеран не му дозволи. Франсуа Митеран беше председател на републиката. Не му дозволи. Не му дозволи Митеран. Кој што сака, ако е Митеран инволвиран во аферата Марковиќ. И тоа е. Инволвиран он и негов адвокат. Покасно Александар Дума. Значи, 50 Роланд Дума. што беше Министер за надворешни работи и после председател на Сенатот на Франција. Он го заступа Марковиќ во постапката. Сум го снимал Роналд Дима. И па да знаеш, он е После клучниот играч што ја конструира аферата. Заедно со нашиот одбор. Роналд Дима. Јас го снимав Он поради името, обвинитело. Тој го даваше они предлогот заедно со Митеран, предлогот за името Македонија. Тој. Он Роланд Дима е адвокатот на Стефан Марковиќ. И на Александар Марковиќ, пошто брат на Стевица Марковиќ се вика Александар Марковиќ. И он е адвокат. Добро, томо. Па гледај на сајтовето. Зошто не си ја покаже фигурата Александар Марковиќ? Кој ги убива? Француската служба ги убива? Нема, Марковиќ го елиминира и него и тие сите. Наша удба. Службата на државна безбедност Југославија, на Титова Југославија. Зошто? Па кога ти не работиш по ПС, по правило службе, тога следат елиминации. А што им имаше Па удба? сигурно е сгрешил нешто. А морал нешто огромно. Или уценуваш, и он почнал да ги уценува, и Делон го уценува, за Делон знам. Од лично ми има кажа Ален Делон дека му даа 400.000 франака. Тоа се многу пари били тогаш. Плата е била 800 франака. 400.000 франака. Тогашни пари. Му е дал. Бидејќи го уценувал. Да, ја му е дал сликите и негативите. Еве веќе од тогаш не се појавува ништо. Од сопругата. Нема други слики. Знаете, тоа малце ме изненадо, бидејќи Тито со
со Де Гол никогаш нема добри односи. Он му се лути. Бидејќи Де Гол бил школски другар со Дража Михајловиќ. Тачно е тоа. Војната ше са били и двата во Австрија пред војната. 39 година Дража е бил представник на краљевина Југославија. Војната ше е бил. Во Австрија. Да. И он е фактички првиот што го ствара отпор против германците, не е Тито. Први. Четниците на Дража Михајловиќ никогаш- излазат во партизањето. Но никогаш Де Гол и Тито не воспостават добри Да, пријателски он после Тито односи. доаѓа во Франција, ама долго време Де Гол го држи настрана го. Значи УДБА учествува во елиминацијата на овие луѓе, бидејќи тие излегле надвор од договореното, Во тоа што е УДБА, договорено. Васко, sad да бидеме да ти кажам нешто. УДБА не е играчка. Не е тоа локална полиција во Берово или в некое село или во Кочани или во Штип. УДБА е институција со 8 филијали. Значи во сите погранични југословенски републики и двете покрајни, затоа се вика секретаријат, Саветни секретаријат унутрешних послова. Порано се викала Удружење државне безбедности. И тоа значи УДБА. УДБ. Скратенка. И во секоја република имало оделење. Веćина оделењата се во главните градови. И тие имаа по еден човек по малите градови и општини кај има. Да Значи, кажеме во Македонија околу 100 човека. Значи цела мрежа. Да, мрежа е тоа. И тие работат. Тие додека работеаше, Југославија беше држава. Кога почнаа меѓу нив да во Белград, во главниот град да се формираа повеќе кланови, повеќе струи, веќе државата е на колена. Американците и влегоа од страна, англичаните исто, французите исто. И знаеш кога почнува да се инфилтрираа луѓе во службата, она е слабее, пошто црпат информации. Тоа се случува веќе крај на 70-тите, почетокот на 80-тите години. Види сега, поточно тие навлегуваа поздраво по смртта на Тито. Значи 80-та година, 85-та наваму. од 85-та наама. Наваму, порано е било ситно. Томо, пред додиме на УДБА, пред додиме на сите овие нели афери поврзани со Македонија, околу Македонија, може ли уште неколку прашања за Франција? Вие си имате видено со Ален Делон. Да, Вие сте- јас сум бил кај него дома. Кај живееше Он Ален? живееше, значи сум били во канцелариите и сум бил во Парис 8, фактички тоа се крижи под Парис 16. На Кей Кенеди има триплекс. Пет етажа зградата има и он живее во неа. Последните 3 ката. И најгоре кога искочиш на тераса си и гледаш Ајфеловата кула и цела сена. Таму Сум бил таму, дома сум бил кај Делон. таму Ален Делон живеели или си Он мен таму живееше в тоа време со Миреј Дарка. со Мирида? Живеел со неа таму. А јас кога отидов кај него беше со Ан Парило. Глумицата што снимаше филмот Батан со него. Главна улога играше таа. Млада. Има некој 20 глумица. години. Има некоја глумица со која не бил? Нема Нема, таква. со Он највоите жени ги има Ален Делон. Кој што сака нека каже. Тоа е прекрасна работа. Тој се потекло од Камбоџа, нели? Ако Не, он си е прав французите. нема живеено во Камбоџа. Не, он има војник е бил. Војник во Он е Камбоџа. доброволец се јавува како сите туа кој сака да се доброволно, ја и Франција била во војна. И по враќање од Камбоџа почна да прави По враќање од Камбоџа голема тој глумачка се, кариера. пошто бил со маринците и бродо се усидрува во Тулон. И он сега како искача од бродо, лично ми има кажано, во градот пред да си купи карта за Парис, Делон е роден во региона на Парис. Преградија на Парис. Да, во преградите на Парис. Он оди во градо и в некоја кафана седнал. И влегол во кафаната на Шарл Марк Антони, Шефот. братот на Франсуа Марк Антони, кумот на француската мафија. Кумот на француска или на корсиканска на На француска? Козика, и на француската, лице главен Марк Антони. Кумот, значи, Кумо, да, Лепара, така се вика. како Ал Пачино, кумот, Да, значи. да. И он доаѓа кај Шарл, он не го познава Марк Антони. Франсуа Марк Антони, никако. Него
кога доаѓа Делон кај него во кафаната, пијат, дружат се, знаеш, он бил дечко, темпераментен, убав маж, најубав маж в Европа в тогашно време бил и до светот. И Шал му вика, еве, ти број на телефон, тогаш немава мобилни како сега, фиксни телефони. Вели, брат ми живее во Парис 17, има ресторани, ќе се запознаеш с него, он е побогат од мене и поинтересен. Па можеш нешто да учини за тебе. И он така како доаѓа во Парис, Му се јавува. му се јавува на Франсуа Марк Антони, станува пријатели. Пошто брат му го препорачува, Значи, зад Ален Делон стои корзиканската, односно француската. тие го запознаваат, тие Мафија. почнуваат. И Иначе он си почнува го кариера. правија, да. И почнува кариера. Ви сега, на него тука му помага еден редител, французин, кој не е врзан со Режисер. француската мафија. Жена му на тој го препорачува Делон, пошто го видела таму по Монпарнас, како се дружат, одел во театри, ама нигде не глумил. Нападен е бил, темпераментен е бил, палав дечко е бил Ален Делон. И добро, Томо, ко И одите, таа вика на мажу, он бил редител. Абе, фати, со овој дечко може да направиш некој филм, нека куба фаца има, вика. И така он почнува. Таа го добро, Томо, пистонира, фактички, таа се вика на француски. вие имате и кај него на оној приватен имот, Да. надвор од Парис. Кога бев јас, тогаш тој го беше исцело реновирал замоко. И тој внатре, во круго на замоко, има 4 апартаменти, едно до едно. На едно ниво си. Има со подкрој. Високи са тие. Тоа му е за гости. 4 апартмани Да, за гости. за гости. И знам, јас тука спих во вториот, а во првиот е спил некој боксер што го е Ален Делон спремал за светско првенство. Тука и тренирал. Па му е бил направил и сала за тренинзи. Право, ринг, се. Менаџер, значи Се му е тука учинил за да има. И сега тоа го немаш јас кога бев. А внатре во куќата има кино, сала. за проекции. Да, има и базен внатре кој и базен надвор. И јас кога бев, тоа беше 55 хектара. А сега е 120 хектара. 120 хектара. Да, и требаше да е на погреб. Ама на тој погреб не можеш да идеш ако не си канет. И Антони ги канел сите по желба на татко му. Јас не сум бил во список. И не е можел да ме кани. Ама сега сум поканет. Да идам да му одам почит. И се спремам че одам. Томо, Оти сакам да идам. Јас го многу делно сакав. значи Како вие сте, човек. значи вие сте силно пенетрирани во француското општество. Многу силно бев пенетриран. Што Што според Делон запознав многу луѓе. Делон е прекрасен човек. Што бизнис имате? Во што учествувате во Франција, на пример? Во Франција имах најголемата конфекција, Васко. Сите го знаат, тие што се бават с конфекција од југославените, срби, македонци. Капо бех во текстил. Капо Мимо што држех ресторанти. Капо. Тоа е ништо. Кои Тоа ресторани, немам. кои ресторани ги држите? Нешто хотели, ресторани? Тогаш си држех и мој ресторан имах. За наши македонци и срби имах и за албанците беше кај мене. Александар Македонски во Монтре. Ама во Парис не им дава да доат на Марна, на Шанзелизе, никако. Нема шанса. Не може. Вие тука Прво треба да си облечен. Треба да се понашаш. имате бизниси тука на Нема тука. на Јас Шанселизе. имам од Марк Антони бех зел 2 објекта и 2 што не сум знал дека тогаш во време се наделам, пошто јас до тогаш девек во контакт со Ален Делон. Марк Антони ми ги даде. После дознав дека се објектите на Ален Делон. Па дознав дека има фабрика за намештај. Колку? Па дознав дека има фабрика за производство на парфеми. Дистрибуција на парфеми, дистрибуција на филмови. Дури он се изнајмува, ако сакаш да го изнајмиш, да ти дојде, На интервју. плашаш. Еве са последното, нели, беше во Србија кај Иван Иванов. Иво Ивановиќ, 250.000 евра е платен тој. Ален Делон. И авион го донел. Значи плаќате Со 200. Париц Хилтон. И она толку добила и он. Ама не знам кој го платил, пошто не ми каже. Јас бев со него на кафе во Хајат.
Во хат бевте? Да, па јас бев снимав тогаш Кајмарич, првата емисија. Јас бев Кајмарич, а Делон беше кај Иво Ивановиќ и него го преносеше директно на телевизија. А јас снимах како сега тука. Томо, колку години сте у Париз? Да завршиме. Значи јас во Париз доаѓам, иде порано, ама се настанувам 82 година. И до кога станувате? До 87. До 87 година. Еве по пензијата. Ќе земам 5 години пензија од Франција. Еве ми стигна, ми платија, пошто јас бев кадар таму. И кога плачеш додатно осигурање, митуел се тоа вика. Еве ми дојде. Например. И за 5 години имам 15.000 евра, Значи, 15.300. 15.300. Да. Томо, ко сте вие, значи во Париз, тоа Тоа ми е друго, пензијата ми е друго што ќе ми дојде. 82 година. Да. Тогаш веќе почнувате да работите за удба. Да. Значи вие Тек ја 83-та. 83-та. Не, втора, трета. Значи во Белгија имате контакти со таа, Имам, сите тие работат но, што се дружат но с не мене. работите за Не сакам. доаѓате Не. Не сакам. 83-та година. 83-та стапив во контакт. Тие стапија со мене од амбасада, на кафе, на пијачка. во Париз, тамо. во Париз. А со нив почнувам да соработувам откако направив договор. Судба. Да. Јас договорот го направив 86-та година. Каков договор? Договор за соработка меѓу мојата фирма и нив. Помеѓу удба и вашата фирма. Да. Пошто јас сум собственик 100% на сите фирми. Значи, ја се разбереме. Значи, ви имате- Јас и ден денеска имам фирма во Франција. В Русија немам, ја изгаснав одамна. И тука имам жива фирма што не работи. Тука во Да, нема да работи, од тука нема ред таа држава. В Србија си постои фирма, друг ми е само човек управник. И тука исто. Јас не сум сега ништо. Јас сум сега пензионер. Томо, каков договор правите судба? Договор за работа. Значи вие немате во наводници На оној тој договор. договор се прават анекси договори после. И тогаш се конкретизира што? Рамковен договор. Значи ви имате рамковен договор со Рамковен договор за соработка. А на основу тоа после правиш анекс. И јас кога почнав со нив, како да кажем, јас почнав касно со нив, пошто им бех љутен. 81 година јас напишах еден извештај и на еден мајор тогашно време од КОС му дадов да го чита. Што мисла за Југославија? Тоа беше моја голема грешка. Мислех дека тој ни е пријател на нас, на фамилијата. И тогаш во тоа мое мислење, ја работев книгата, готова беше. ова за Стивица Да, Марковиќ. убици во служба на државата и напишав за Полска. Дека генералот ќе падне Војче и Лек Ирозовски. Валеса ќе победи солидарност, оди цел Ватикан стои за него и цела Европска унија, капиталисти. И еден ден Лек Валеса ќе биде председател на Полска. И дека општественото уредување во Југославија треба да се мери во повеќе партиски систем. И тие на судот ме прогласија како државен непријател и ме осудија 60 дена затвор. Имам решение. 60 дена Ја затвор. објавих во сведок, во мој вестник и објавих како што е во судот. И тие ме на 27 баш, точно се сеќавам од тие празник Свети Сава е, 27 јануар, 81 право ме однесоа од домот Беро од судот во Штипскиот затвор. Лежех во стариот затвор во Штип 60 дена. На вториот кат сам бег во соба од 12 кревета. Во изолација ме ставија, пошто бех политички затвореник. Пошто припаѓав тогаш на дом, на Движење за ослободување и обединување на Македонија. Значи вие и политички затворник и политички азил сте барале. Барав и не ми дадоа белгијанците, пошто ме кодошаше српските служби, Белгија ми одби азил. Значи во Белгија немате политички азил. Немам, не го добив. И јас затоа дојдов во Франција и добив во Франција азил. Во Франција Мој добиете политички азил е 82 година во Париз. Париз.
Како Груевски сега што има. Желко Игнатович, значи како Груевски исто. Он не може никога го естрадира, да знаете тоа. Тоа треба да ви е јасно. Женевска конвенција 1951 година, добро там пише. Сите членки кои се на Обединетите нации мора да го поштуваат тоа. Значи, Груио не смее само в Македонија, он може да си дојде до коматно в Србија. И никој И не не може, смеат да го испорача Србито. бидејќи има Не политички, смеат и Албанија, никој. според Женевска конвенција, значи не сме. Никој не може, он е под заштита на Женевска конвенција. Јас го имам, да значи ти ја донесев Тома. картата, а имам да видиш каква е. Легитимација имам. Ви имате средба со Здравко Мустач, тамо некаде крајот на 70, 78 година, тој дојде во хотелот со чичкови кај мене. хотел Браско, Боско. Боско. Тој беше собственик на браќа Бошковиќ, што се убиени од страна на УДБА. Јас го пишувам во книгата тоа. Кој браќа Бошковиќ? Да. Постариот брат Милдрак е бил генерален секретар на српската емиграција. После него го заменува брату, го убива брату. И не се збореше дека Аркан го убил. Дека Желко Ражнатовиќ таа екипа го убиле прво. Едниот, па после другиот брат. Не е точно дека го убиле они првиот. Кој го убил не знам. А за вториот не мога ништо да кажам. Томо, значи ви имате Здравко Мустач, кога се распаѓа Југославија, тој е големиот шеф на УДБА. Он е најголемиот бил. И он дојде со чичкови во хотелот, кај работев, да ми обрне внимание да не се бахтам со политика, оти мога да настрадам. Да се сете мирен. Да, и јас го видам, јас не се бахтам с политика, и тачно не се бахтах со политика, пошто македонската емиграција беше многу слаба. И он тој ден ми рече, оти сите никој дошат за УДБА. Така да си знам, и оти чија тамо, они ќе ме кажат што прават. Томо, Аркан, И избегах од нив. Аркан, ви ги прави првите контакти со УДБА или вие ги имате без Аркан контактите со УДБА? Со Желко јас имам контактите. Со Желко Ражнатовиќ. Да, нема Аркан, он тогаш не е Аркан. Со Желко Он е Ражнатовиќ. Желко Ражнатовиќ. На кој ниво ви е комуникацијата во тој момент? Па, јас му бех најдоверлив човек на него. На него. Да, до смртта му бех најдоверлив. Вие бевте кум. Еве, например, јас само знаем, кога со Цеца тргна да се забавля, и прв знае која ќе и свадбата. И не кажувах на никој. Тој дојде во Сава центар, кај веде в канцеларијата, и на Цеца и вика, иди кај Швабо во парфумерија, бирај парфеме ова, она. Разбираш? А ја и он ќе ма свортимо 2 круга у Сава центар. И он ми вика, слушај, вика Томо, ќе се жена. Кај ќе се жениш, вика, ти една ме ми држеше морал за... Од јас тогаш бе се остави со жена ми, не имам 3 деца со белгијанката. И он ми велеше, не треба да оставам. Брако е светиње. Така, А он сега се остава со 4 деца. со Наталија. Да. Вика, морам и причината ми ја каже и го разбрав. Ова е таа фотографија, нели? Да, тоа е на свадбата. На свадбата. Тоа е во Интерконти. Ова е во Интерконтинентал. Да. Пред мене се сликаше Джей. Тој беше дојден да честита. Значи, Со во 51 ружа во корпата. Значи, И гледаше на колена. Бог Джей. да го прости, Джей. Рамаданов. Аркан го многу сакаше него. значи, тамо кај што прави свадбата му го убиват. Па таму го бива, ама доле. Доле. Свадбата е на приземје високо, Високо а приземје. него на ниско преземје го убиваат. Него го убиваа овие што ги јас пишував. И нели го напишав гаги, него го одбо апсија в Австрија. Добро, а ова каде ја чува тоа фотографија? Тоа е кај мене дома. Тоа ми имам една соба, соба за мои пријатели која ми доаѓаа. Тука во Скопје или Малешевска соба во Берово. во Берово? Значи, овде во Берово има тоа фотографија со тоа Аркан. е во Берово. Томо, парите што ги носите кај Наталија, вие ги носите парите на Аркан за Наталија? Сите јас имам за пари. Преку Милано, преку Италија? Од во Лугано ги кренав и го одев во Фатина. Ги зимате во Лугано и ги носите во Атина? Да. Како ги носите? Кеш. Кеш? Колку? 5 милиона. 5 милиони? Фактовка. 5 милиони Швајцарски франак. франци. 5 милиона, се пулјадарка беа. Тога швајцарскиот франак е поселен од марката. Многу скоро колку доларо беше, ало. Колку доларот беше така? Може едно време го и мина. Значи, Само не знам дали тоа време го Значи минаш. околу туа. 5 милиони тогашни долари по сегашна вредност. Многу пари. Многу пари. Значи Тоа ги, му беа сете пари на него. значи ги зимате во Лугано, ги ставате во Акташна и ги носите Дигам од банка, имам си потврда од УБС банка ги дигнав. од УБС Лугано, банка. дирекцијата. А и вие УБС банка.
Да, јас имам таму сметка, ја не кријам. Значи нема само овие поранишни премиери во Лугано, во ОБС, значи имате и вие сметки таму. И имам јас сум прва офшорка, 80-та година сум офшорка. Првата Кој знал офшорка. оди што е? Еве картоне ми е дома. Ќе ти го покажам. И во комерцијална банка имах нерезидентна сметка. Таа моравте да отворите поради овој шверц со... Ради цигарите. Значи вие тому ги носите парите во Атина. Носе ги. Добро, не ви е страв 5 милиони швајцарски Не ме е франци. страх, јас се качих на аеродром, на авионе. Си пријавувате. Од мене од ништо не ме е страх, Васко. Луѓето да не ме подценува, ја гледа од сам мирен. Од мен треба да најда се варна. Зошто тие пари ги носе таму? Значи За тоа да се купи куќа куќето ова што на е Грифада. на Глифада. Да, и купена е. Значи Наталија се купа куќата на Глифада. Да не име. На нејзин. Сега продала, не живее таму. Тој е период значи кога се разведуваат Сега они живеат во Америка. во Америка. Во Америка се сите четворица. Значи на Глифада, тоа е елитен дел Таму на учат Атина. децата школа, американско школа, он ги издржава се он. Све Желко на тоа. Се, сите одат во американска школа, гледа сега. Американците му примаат децата на школа во Атина. А тука думаа против него. И како тоа И да го е разбери? политика. Кога не може обичај човек да го разбере. Како да го разбери тоа обича човек? Да. Тука зборат против него, А таму децата во во американски. американска школа во Атина одеаш. Сите 4. Како овој го стават на американска црна листа, а овој има франшиза за Мериот у Скопје. Еве како тоа да го разбери обичниот граѓанин? Да, ама ви сега. И подоста Она сега нема франшизата. Он ги изгуби акциите Мијалков. И сега акциите се водат на трето лице. Ами тие са негови, не. не, но франшиза има, знаете. На американска црна листа франшиза. Нема Мијалков не фигурира на папирите. Овој другиот на американска црна листа, а сите главни лиценци за болницата се американски лиценци. тоа да. Ако тие му се земат, не може да котира на Њујоршка берза. Таа компанија. Сега, да них им е дозволено до некоја граница, само тоа не знам како оди, пошто не сум се распитал. Не е тотално ембарго. На категорија е ембаргото. Значи има категории. Вајде да них им е дозволено да ради економски причини да вртат. Ама не да продава. Пази тоа. Да оттуџува. Томо. Кога говориме веќе за удба. Ај за Франција уште две прашања. Овие На наши него, на Орце Камчев, татко му работел за удба. Јордан Мијалков работел за удба. Значи, што е страшно да се каже? Тие, што се умрели? сакав за тоа да ве прашам, ајде веќе го отворив за тоа прашање. Значи, Јордан Милијаков не е можел да е представи во Прага а да нема на подпишано, Макотекс. а да Следи ме нема добро. подпишано, Еве, јас го знам и човекот што му е бил книговодител. Он се вика Перо Донков. Перо може да гледа емисијата, сад ќе го кажа. И он тука живеел во Скопје. Но тој работел во Макотекс Перо. Со Јордан Мијалков. И Јордан Мијалков му прачал на Перо пари да дава на Сашо и на Владо Джепарац. Ама многу од пати Прага. му прачал пари да купи на швадарката машина за пајрење на веш. Па и шпоре и купувал. Па и пари е давал, ка каже овој. Сметката тука Перо. на Јордан Мијалков сполномошно е управувал Перо Донков. Јордан Мијалков од таму пари и тој од тука дига. И така Нада Мијалкова му вели еден ден на Перо. Ако не ми купи Јордан, бунда ќе се фрлам од 6 спрат. Нада, Да, и тој реферира. Тој одно вика да и купи некаква бунда Некс, што ти знам. Тогашно време. Нерц, овие Нерц. И купиле бунда за 2000 марки. Нада е мајката на Груевски, така? Така е, сестра му на Јордан. Јордан Мијалков. Ето. Добро, Томо, кој веќе отвараме. Како функционира удба? Ме велите удба е Она си функционира како и порано. како корпорација? Не, како Са е филијали, ама следи са. Са е на многу струи. Олигарците што се збогатија, тоа се сигурно баши. Македонеците, тоа е еден скоро. Добро. И оние еден друг се плуваа. Томо, Ама кога треба еден друг се заедно. Томо, ова Да сега знаеш да што прашам. бере. Некаде средината на 80-тите години, Тито Петковски е председател на градска организација на Сојуз на комунисти во Скопје. Сите овие директори, кои средината на 80-тите години доаѓаат на чело на големите предпријатија или комбинати, Трајчо Мукетов алкалоид. Он го препорачува.
Јорго Ќука, Него, Охис, Охис, Штерио Наков, него, Фершпет. сите. Еве јас работев со Штерио. Чувствував ти е болен. Иначе терав нафта. Терав дебно воз. 1100 тона, тоа не е играчка. Ама не за мене, пази. Сите тие на функции ги има Тито Петковски стајно. Сите он. И тие му Оне должат комуниста него и со му капаци. реферират све што прават. Оних да. Ама сега не го игра. Сега веќе не го игра. Не. Но тогаш тој Он е бедник за них, они се се милионери. Тој Тој Тито беше- може да има 5 милиона, ја повеќе. тој беше полковник Тито Петковски. Петковски. И он си е, он џубре како удбаш, знаеш што. Кога ви имате проблем во Македонија, што ви викат, јавете се ке Тито или не ви Не, он не е за тоа. Не е за тоа. Не. Зашо е тој? Нема, он е Контрола на политички повеќе. Они Повеќе. ту се делат луѓето на категории. Кои може да ти вршат работа, а кои ќе преносат информациите. А он зашо беше? За преносење на информации. Ми затоа викам јас, Атер не крши, работа не врши. Така. Тоа е таа категорија. Тоа е он во таа категорија. Он не е за да ти помогне, не може да ти помогне. Нема талент он за тоа. Знаеш што? Тоа се бира луѓе кои имаат талент, Веско. Ако ти немаш талент, и ако не си промучурен тип, ти не можеш да си ништо. Тумо, а овие Технометал Вардар, И сите, Макотекс, што велите, во Технометал Вардар, за да се оди во странство, мораше Радка Камчева да даде зелено светло. не она, сад слушај ме. Кој е? Друг човек е тука. Она е, може би, сугерирала, ама не имала таа... Пресудна. Не Пресуден имал, збор. Не имал. Директор имал тогашно време, ќе ти се седа, ќе ти каже кој е. Зошто? Тие луѓе надвор не може да додат таму, на пример. Седа беа, во Италија го познаеха одлично. Геле. Он беше директор. Таму, Сите овие што се сите во они парите ги Италија, задржаа надвор. во Полска, Трифо Следи, Костовски, они сите Кецман, Извоз банките таму. во Русија Ристо Гуштеров, Следи се добро, Васко. Зелениковски, Рикаловски. Технометал беше број 1 фирма во Македонија. Цели извоз преку нив одеше. Русите мора Като нив да ги Макотекс. користат за да им ги направат контактите во Западна Европа. Да. Тоа е нивната употребна вредност, Ама, ДДВ-то види што го сега, има. Сите пари што беа надвор, они си ги задржаа за нив. Ту кој води, кој е каде? Никој. Тие стана милиардери, А, но милионери имали, со но туѓи имали пари. уврска према УДБА, бидејќи како велите Не вие, имале. Растура се Југославија. се растори Југославија. Тоа е. Значи тие се Вики најголеми, тоа вади. значи тие се Нема на најголеми, кој сега да дадат очит. најголеми добитници. И се растура. Удба се растура по моментот на отцепување на Југославија. Значи тие се Па и најголеми требе добитници. после 5-6 години да се поново и сега што се дешава? Од сите 8 филијали, секоја од нив си постанува удба во собствената република. И удба Македонија си е удба Македонија. Тумо, Но на жалост, тие работат или за Бугарето или за Србето. Затоа ние немаме каква УБК, каква државна кој работи за или за Србите? Наши сите. Сите наши удби или за Клеветат или са половин Бугарија или са половин Србија. Тоа е факт. Па гледа сега што се случува. Како можеш ти да одиш директор некаде со купен сертификат? директор на АНБ, а со сертификат Че. од Ако од туреш Пловдив. веќе директор на агенција за разузнавање, ти мора поано да го повлечеше Ефремов во Штип, барем има професионалец. Зошто не го поставија? Има некои спекулации дека и директорката на агенција за разузнавање има некои спорни моменти во Ти си образованието. новинар, информации од обштествен карактер са јавни, барај си. Од јас ако ги барам и Нема да искочат ви ќе речат клевета, не мора да ми да Значи, дадат. прашањето е каде има завршено високо образование. Да се види чи студент е она. Дали завршила в Нью Йорк. Дај Боже да е в ЦИА. Дали во Лондон, В Лондон не е добро по Македонија. дали за Софија, каде има завршено? Не е важно, само да не е Лондон. Од Само да- англичаните са гробарите на Македонија. Еве диво насели. Тоа се Англија е тоа. Англија и ЦИА. Каков Мијалков? Тоа беше патка, после јас сватив играта. Јас мислех дека Сашо се е договорил со Харадинај. Не. Американците се договараа и англичаните со Косовското со Харадинај и тачи го откараа за Хак. Уште е таму.
Сега се надева дека после Така победата беше на Трамп ќе го пушкањето врати. 2001. Следиво, дали имахме конфликт, воен конфликт. Да нас, шиптарите или албанците, се извинувам, они прво немаат 20% од популацијата в Македонија. И стекнаа право на двојазичност. Ники 17-16%, толку ги има. Не сум јас против од они зборат на албански. Со живот. Ама не можеш да му дадеш на некој преку леп погача. Треба му дадеш тоа што го си го заслужува. Тому, јас имав во вторникот сега една анализа, кај што велам дека историското ВМРО не е ДНК, туку дека е баланс на македонизмот. Така е формирано, таква е улогата баланс помеѓу двата клучни центри, тоа е Софија и тоа е Белград. И во момент кога се нарушува тој баланс и кога се претвара во дисбаланс, тогаш се носи под знак на прашање потребата за функционирање на ВМРО. Сите конфликти што се случат во Македонија, кога се нарушува тој баланс помеѓу Белград и помеѓу Софија. Балансот не е нарушен. Не е нарушен? Не. След добро, нели се сеќаваш кога го Мијалко фатија во Белград со пиштол? Со пиштол, да. Не видели си го зедо? Така е. На аеродромот Никола Тесла. И го држа додека не се јавил. Лично го пушта него Тома Николич, председател на Србија. Кај се мај? Оти тука е бил на свадба. На некој братучет на Никола Груевски на свадба. Јас имах и сликата. Кој бил на свадба? Томислав Николич. Бил на свадба на братушет на Груевски. На Груевски. И така имаа телефоните. Си размениле телефони, напредна странка и ВМРО-вците. И тој се јавува и го пушта. Сашо Мјалков. Да. Тоа е истина. Значи, нема веќе тоа што го имаше. Значи, Мијалков се е нешто го грешило. Не го гледа, него в Србија веќе. Нешто има сгрешено. Следиме, он веќе не го гледа како што го гледаше. Шо е да направи? Ами тие знаат, тој не може да се врати. Он изигра на карта. И он знае дека изигра на карта. Еве, јас одговорно тврдам, пошто дружек со него. Ја бевте многу блиски. Многу блиски бевме. Кој формираше сите комитети до него бев. Секој ден, секоја недела излегува сведок, ние сме во Армариус. Ова е сликата, нели? На Да, сведок. тоа е- Ова го објавувате пред неколку дена. Таа е 2003 година. Да, но објавувате на Facebook пред неколку дена. Ова објава со оваа Тоа е после фотографија. победата на Конгресот во Охрид. Никола Груевски 2003 година. Конгресот во Охрид. И јас бех таму, бех во вилата Марија. Јас таму спих. А таму е само 4 соби. Која вила? Вила Марија. Ова е Поморската вила. партиската вила. Да. Што гледа конја бланица, Ето, нели? јас таму Многу таа сакале да вечер гледат спах. конја бланица. И од цела репортажа сад ќе ја објавам од сведок на Фейсбук. Да ги подсетите. Сите, и лавчето како стои. Пошто зашто на Лупчо Георгиевски син му бара да се сретне со мене. Ми се јави детето. И му кренав. И требаше да идам да се видам, викам ајде да не го травматизирам детето. Оти не е оно ништо недужно. Ама Лав вели дека он сака да ја знае вистината кој е татко му. Затоа што чул од баба му тоа што сум јас пишувал и дека тоа е вистина. Да, добро, детето ми се јави и мене после неколку емисии. Не ми се, јас не отидов, јас ќе го рекол покасно ќе се видиме, ќе ти кажам. Но, Ќе се видиме, му рекол, јас го знам како мало го дотеруваше Беро, чуваше го Бранко Мустачки. Бранко Мустачки. Да, па Марето е другарка на Снежка. Томо, Од факултет. вака пишувате пред 3 дена на Facebook. Март 2003 година. Никола Груевски нов председател на ВМРО ДПМН. Многумина познавачи на Георгиевски велат дека тој во својата кариера ги влечел најдобрите потези. Кога му било најтешко, но му олеснало со потпишувањето на договорот со ОКТА за Хелиник Петролеум. Си ја поделиле провизијата 50% и сега се средно богати бизнисмени. Да. Па тие зима 32 милиона, зимаа провизија. Лупчо Георгиевски и Никола Да и Груевски. си поделува партија, затоа не се напаѓа. Пошто И дали си видел негде Никола Груевски да каже нешто лошо за Лупчо Георгиевски или обрнато? Нема. Нема. Па, До Лупчо ден како денес Лупчо премиер не Георгиевски го него- потпишува договор со ОКТА, Никола го потпишува. Никола Груевски. Да. И си делат парите. Ексклузивно право 500.000 тона на ОКТА години. На терет на граѓаните на Република Македонија. Колку пари? Нели Мавидакес, јас работев со Мавидакес, тој ги тужеше.
Стариот Мамидакис. Да, и јас лично. Кириакос Мамидакис. Јас кај него бег во Грција. Гости му бег. Он ги тужише. Jet Oil и Mami Oil. Оние познати фирми пред 20 години Види, бензински он помпи. ги тужише и ги доби македонската влада во Лондон и му платија. Што кријат? Тога Стефче Екимовски беше министр за економија и Можда. го обвинуваше Никола Груевски дека не се појавил, дека не дал толкување на судот во Лондон и тоа е коштало ја чинело Нема Македонија. што да се појави кој е инволвиран во тоа. Во целиот Кој се случај. појавува, како? Па не ли читаш доле, виж доле и пишувам, продолжувам. Доволно е да се гледат ефектите од тоа како се замина, говорите за Никола Да. Груевски, со помош на маđarската полиција. Пошто нели рече, ќе каже, нема потреба, каже, јас тврдо, одговорно. Он е изнесен со маđarско возило од амбасадата. И ти кога си во дипломатска кола, да знаеш тоа, пошто ти не си, еве удба тоа практикува, да знаеш. Кога треба да ти изнесат од некоја држава, турате во дипломатски таблици кола и ти видиш, шоферот дава преку прозорецот документите на човекот што е на граница и он ги штрака пасошите. Ги гледа. Тој не искача од кабината да ве гледа кои сте во кола. Се надам дека Дали сте машки или женски. се надам дека Он си е седел позади, шоферот е дал пасошите и си поминали. Зашто албанците не даваа видеокасетата? Ема, зашо не дават? отица се договори с маđарето. Маđарска не е за подсидување. Маđарска има многу силна обавештајна служба. Знаеш што од мене? Тоа ме велите дека тој има направено профит од 140 милиони евра Еве провизија. сега ќе ги земе. Сега ќе земе 70, подпиша. Толку е провизијата. Провизијата за што? За маđарската фирма. Маđарска фирма На кој? на Груевски? Сигурно. Та не е на мене или е на Орбан. 140 милиони евра провизија. Сега се дубде и кога ќе повлечат наредните 500 милиона, А мислите дека унгарскиот кредит ето, е кредитот на Никола Груевски? да, И тоа е чини 140 толку е провизија. милиони. Дали он ќе ја евра. земе, дали Орбан, дали тие околу него, исто си. Затоа се скапи тие провизии, тие кредити. Тоа е јасно. Значи ние треба да платиме таму и живење и Се, а он си има пари. има пари. Он сигурно е најбогатиот македонец. Он е побогат од Орце Камчев, сигурен сум. Значи побогат Пошто он е вешт, нели беше брокер? беше брокер. Епа. Многу ми навела дека на проектот Груевски се работи повеќе од 15 години пред да стане премиер и дека тој е проект кај што се вклучени Сашо Мелков и целата фамилија и Киро Глигоров и Никола Мене Клусев. лично, кога јас прв пат се сретав со Никола, поседевме на 2 сата во двојниот штаб, не во главниот, имаше штаб тука. Дојде Урко да ме земе од Олимписко село. Кој е двоен штаб? Он имаше тука на Водњанска една улица има, А таму има штаб, значи. имаше груевски штаб, пошто беа во Кавга со Лупчо Георгиевски. Лупчо се тогаш селеше, требаше да се сели од, како поча се председател на ВМРО, Да му ослободи канцеларијата. да ослободи теренот да си оди. И он странките ги примаше и доверливите луѓе тука, кај Водњанска, да не ги гледаат тамо кај Лупчо. И многу од Народна партија доаѓаше тука, меѓу кои и јас. И пошто Ден Дончев беше тога избран секретар на Генерален секретар, секретар на на партија. Никола Груевски, така. И тука ние договараме како јас да го почнам повторно сведок. Ова, така. Да, не тој веќе постоеше. До 89-тиот број сум јас сам. После 89-тиот број беше договорено да, пошто немаше медиум, никој не сакаше опозиција беа. Изгубија 2002 Да, на и 15 јас викам, септември, мој убедливо. вестник е тука, јас го давам. И он вели вака, Томо, ние кога ќе дојдем на власт, ќе ти платиме вестникот 150.000. А сега ќе ти даваме пари за новинарите. Ми даваше 2,5 месеца за новинарите. Значи, Ден Дончев ми доносеше 5.000 и ово ме следи на 2 недели. 5.000 евра. Да. И му подпишував с признаницата, дека сум примил пари. И продолживме. Гој се ми вели вака, ај ти ја води сам политиката, да не биде утре јас сум тој што те тера да пишуваш, имаш бела карта. И тачно, се што е излезено во сведок, јас си водев рачун од тоа,
Јас си бев уредник и јас го правев целиот концепт. Нити Сашо Мијалков го е правил, нити Никола Груевски. Ама на секој број му носев на Сашо во балет или во примариус по 2 броја од сведок. Викам, чите, ако имаш нешто да кажеш, ќе кажеш. Ако треба нешто да смена, Да се коригира. да се коригираме, треба нешто да isfrла. Терај така, шефе, супер. Кога ќе победиме, ќе ти се реваншираме. Дојде време победија. Од реваншо ништо. Заборавија. Значи, вие сте првиот модел кај што тие преку медиумите почнуваат Преку мене. Да Немаше ни еден медиум, ни телевизија, ни печатен, никаков медиум. подоцна им доаѓаат овие Сведок, национални ќе ги телевизии, видиш државни бројките. телевизии. И на Кедев бевме под подршка в кампањата медијска. Само ние. За председател, Сашко Кедев кога беше. Сите тие, тоа го му правев патот на Груевски, за да може да ја зацрсти својата позиција како председател на ВМРО. И кај падна кавгата меѓу мене и него, јавно ќе ја кажа. Јас имам книжка стара од Змековски 90-та година. Кавгата меѓу вас И Груевски. и Груевски. И тој донел одлука да сите стари членови кои имаа книжки од времето на Лупчо Георгиевски и на Борис Мековски да ги вратат во штабот и да земат нови со Ден Дончев, а ќе им упишаа датум. Јас викам, јас мојата книжка не ја давам. Кој ми на мен гарантира кој ти ќе си на наредните избори председател на партијата? Јас сум член. Ќе испадне оти нова книжка, кој тебе, со извинење. И он вика, ти не мен ќе ме понижеш, како викам, чекай бе, ти која дојде во ФМР? Јас го викам Кумицки, напред теб никаде нема. Ти дојде од Демократска алтернатива, сад ти на мен ми триеш сол на глава. Му викам јас. Ти на мен не можеш да ми триеш сава. И викам, сега ти кажа нешто. Јас в штабо на ВМРО нема влезав дека си ти председател на ВМРО. Со Никола Груевски. И тука се расчистихме. И сега тоа ништо не ми дадува. Тому ти Оти имаше, в очи му кажав. ти кажа минатата емисија дека си имал одредени тендери за копање во рек Битола, дека Ама се за времето на Лупчо. па тоа го прекинале. Да. Кој доаѓа на ваше место да копа во рек Мој Битола? мајстор дојда в Марковски од Битола. Ова компанија која Тие се ВМРО од таму, држеше таму. милион пресконференција додека беше во опозиција, Да. а сега СДСМ ги објавено дека тие понатаму и во мандат Марковски на... игра и со овие и со овие. Како Караорман на времето. Не може Караорман кога јас копав, он има 90%, Кој го купава Карарма? некој албанец го купил. И сега тој албанец Да не фатме на Лупчо му е тој е. да не фатме ретеми. Ето, и тој сега на Лупчо му е Кобајаги спонсор за град. Ба немој, тоа се парите на Лупчо Георгиевски. Пошто пред бегање, кога загубиме од власта, 2002 година. на 15 септември јас бех во Пирава. Петар Гошев беше дојден со австрийски амбасадор, на 26-ка бев, на 4-ка, на Маријан Ѓорчев на листата. И Петар Гошев вика, ја прават некаква дубара, гледа сите носат крстове. А јас бех исплел, монасите беа исплели крстове, за тие што и подкупувах, што им давах пари да гласаа. Значи, од тогаш постои подкупувањето. Значи вие одите во четврта И ти изборна викам, ако единица. сакаш да ти отпишеме струјата во електростопанство, ќе гласаш и личето ќе го покажеш на овој в комисијата што има крст како мој. Значи крстовите ви се Да. заштитен знак или знак Или на тој да покажеш листето, препознавање. оди в комисијата има 5 души. Гласаш, спрести го на пола и кога одиш пред да го пуштиш, да овој со крстом му покажуваш. Кој вас ви дава такво задолжение? Јас си сам одлучих. Не го прашав Лупчо Георгиевски. Сам. Сакам да победам на четворка, да го победам Бранко Црневски. На сите начини. Да имам 11 пратеника, нажалост 9 имах, он имаше. Петар Гошев е тогаш носител во четврта Да, изборна да. единица. Бранко Цренковски во прва, Да. Трифон Костовски во втора изборна Да, единица, така е. Петар И Гошев во изгубивме. четврта. И сега тој сегин тука, тамо, он ми се јавува како, што вика, 6 прасиња печам спроти дирекција. Тоа е на кафана. Благој Механџевски Ресторан. Зегин. За вас, од вика, За Аллах ти вера. за ВМРО.
И викам, че дојда јас. Ама кога појдовме од Дојран, пошто штабот ми беше во Бучимо во хотел, така знаат сите во Дојран. Сите. Успат веќе дознав, пошто јас добивав информација од штабот, дека катастрофално губиме. Значи тогаш Зашто Зегин, ти ведох претходно? значи тогаш Зегин За Митрекова, она. шест прасења 6 ние да ги јадеме во Маровци. како ВМРО, а тогаш е ВМРО. Тогаш е ВМРО. И јас, што го минавме Велес, добив катастрофа. И нема каков чај да сите, и викам, колите, бегате, таблиците ми изберете утре, пошто Љубе Бошковски беше ми дал таблици од ДБК. Од коли, кои са... Значи вие кола без удба или без ДБК таблици нема Да, тоа е моја идеја, не на Љубе. За да луѓето си немаа после проблем с колите. да не ги земи некој. Да, и да нема да не ги вика никој в милиција. А јас нега мене, мојата кола беше Голф 3 седмици. И ми по видеото. За стрекја, 3 Јас не се седмици криев. детелинка. Не се криев. Тука сум јавно, јас стојам зад, ја веќе дадам видеокасета за во Ландово имав кубицката вечер ја платив. Сам си ја платив. И да виж како им викам на Малешевци, гласете за Маријан Ѓорчев. 2002 година. 10.000 марки ја платив. Томо блиски сте со Меканџиски, гледам и Близки фотографии. сме. Близки сме, да ти кажам, јас го почитувам и он почитува. Сте работеле, сте имале бизниси нешто? Јас бех во Бугарија 2 години управник на Сегин Бугарија. Зегин фирма има во Бугарија? Имаше, има и сега. Има и сега. Да, јас и оние основавме. Фирмата во Бугарија? Да. Зашто трговија нешто? Исто за лекарство, за такви работи. За фармација. Да. И му најдов најелитните простори, тогаш што бараше, со појмеш пари, се наоѓаш. И беше многу доволен од мене. После што му текна затворите, он знае, не знам. Не знам на причината. Значи не ни Ама почна, затоа направи во Србија. значи не ни почна да функционира. Може да е пробал пазаре. Па подобро да изгубиш 70.000 евра, него после да изгубиш милиони. Тому вие никош многу малку сте говореле за тој период во Бугарија од вашиот Не сум говорил зашто. Имах јас многу добри релации во Бугарија и сега ги имам. Се што ми треба имам. Вие како представник НУДБА сте работеле против Бугарија. Да, ама има респект и ние си разменуваме информации. Јас он ако сака нешто, ако знам ќе им кажа. Колку време живеевте во Бугарија? 6 години. 6 години. Цело време сте во Благоевград. Цело време. Ја шетам Бугарија, наравно, ама живеев во Благоевград. Шо бизнис имате? Имах фирма за увоз-извоз и ресторан, имах клуба на архитекти и мој. Во Благоевград. Да, до младечки до Строге центар. Со кого работите? Работите со некои од овие големи Не, работи кај мене идаше исклучува архитекти, инженери, бизнисмени. Во тој период се создава таа бугарска мафија, значи Не ми е проблем, јас работев со нив, јас работев со Илија Павлов директно. Ти зборував дека спих во хотел Софија, хотел Балкан. Павел го знам одлично. Оди хотелот беше негов. Најдобрата сладкарница во Бугарија е во негово хотел. тој оној хотел. Значи не Гран хотел што е Не, Софија, тоа е не Шератонот што е вамо, туку овој хотел имаше таму еден бројчаник. Бројчаникот кога Бугарија ќе влезе во Европската унија тоа беше ставен на неговиот хотел. Можно. Портпарол му беше подосна, тој стана шеф на бугарските масони, значи тој му беше портпарол на Можно е тоа. на Илија Павлов, кој него имавме интервјуто. Во тие негови канцеларии, значи таму кај што таа сладкарница и горе хотелот, резервирана била собата за царот уште, значи цар Борис и така натаму, таму, значи Следи добро што сакам да ти кажам. Со Пак фамилијата. доаѓаме на уводот. Кога ти рекол дека бугарската НКВД е по НКВД е руска тајна полиција. И разузнавањето војно е руско. бугарското. Модело бугарското. А Илија Павлов е нини човек. Он е работил за втора управа. Пошто првата му жена, дедо му, е бил офицер, разузнавач, началник е бил, ако не е бил и... Кој е Дарија Павлова или пред Дарија Павлова им? Пред првата му жена. Првата жена. Да. Дарија Павлова подоцна со Берлусконин или завршува? После јас први пат не знаев дека, ама после тачно е тоа дека е била, проверив, истина е тоа, ама не знаев. Кога ме Марич прашаше во Белград,
Викам, не знам. И дедо му, но и таткото Нелја Павлов има работено за Сите. бугарското управление. Сите. И сагледај, убиството на Джинджич 2003 година. и на Елија Павлов е исти убиец, да знаеш тоа. Ами исти е налагодавачи. Кој е? Тоа треба службите да гонат. Вие. Тоа не може сам човек да го открие. Пошто службите има аналитика. И во самата аналитика. Со снайпер се. Да. Со снайпер се и Он е убиен в канцеларијата. Така. Джинджич убиен на работа. на работа пред И да тој влезе. во Джинджич е бил шеф таму. И Илија Павлов кај убиен е шеф. И нема ни трага од убиецот. Нели сега ќе се Се прави серија во Србија, се не, прави серијата некоја излезе реконструкција. и сега Легија поднесе барање за да го помилуваат, пошто има право како секој затвореник да поднесе барање за добро владење После колку години? После 10? после 20, После 20 години. па 20, Васко, После 20 години да, бара он искочи толку 20. тумо. Мај месец помина, 20 години. Бидејќи говоревме за Франција, 4 мај. бидејќи говоревме за Франција и за Париз. Легија, Југослав Петрушич, Ева, овие се- наши скопски македонски Милорад е играчи. одвоена работа, он си беше легионер и беше каплар таму. Беше каплар во Легија Во на... Легија на странци добар војник. Вие немате контакт во тој период со Немаме. него. Јас Легија го прв пат видов 93 година. 93 година. 92 поточно. При крај, пред Нова година. Оти со Аркан бевме заедно на Нова година и Славевте Нова година. Е така. Од тогаш беше Аркан. Тогаш веќе не е Желко, тогаш веќе Желко стана е Аркан. до 90-та година Желко Ражлјатовиќ. Аркан придавката ја нема. Кога ја добива? Ја добива После 90-та. после 90 година. Он си е кум. Што значи Аркан? Он не можам да кажам, оти немам овластување. Тоа што ти рекол, некои работи не сакам. Друг ќе ги каже. Уште 2-3 работи немате властување да ги Не, кажете. не. Нека подобро ги каже некој друг, јас знам кој ќе ги каже. Подобро он да каже. За да нема после дека јас сум имал некој интерес. Еве, да знаат луѓето, оти јас не сум човек од интерес. Јас не се дружам со никој од интерес. Јас се дружам ради пријателство. Овие со кинезите, ова следната емисија. Да. Значи, две емисии ќе снеме сега, Добро. ова вие со кинезите, Е, тоа е многу интересно. така ќе ја почнеме емисијата со ова се во Може. Скопје со кинезите, така? Тука сме кај баба Цана. Како баба Цана. И во влада бевме, така да. А ова вие фотографија од Белград, Тоа ние во Мадера сме тука. во Мадера. Јас тука стално одев, пошто живеам преку патот. Ту сум на дочекан како секогаш, што да ти кажам. Тука се Никица Клинчарски, ваш Да, школски другар школски ми е. другар од Берово, еден од легендите на Да. фудбалски клуб Партизан, Југослав Петрушич. Да. Тоа се уште ги сака, не збори против македонците, сега збори против македонците, не Он сме сега не видели. знае што сака, ама ќе еве пошто ќе гледа емисијата, време од да малку замолчи, од јас ако отворам уста, ќе стане опасно по него. По Југослав Петрушич. Да, предупредувам го, а оти јас го створих него како човек. Значи за македонците не смее ништо лошо да каже. Оти него македонците го створија, иначе беше на улица. На улица Треба да е беше. благодарен. А тој така враќа. Не смее тоа, од тоа уште еднаш ако повтори ќе снимаме емисија. Само за него. Кој е Југослав Петрушич? Се. И тоа ќе Целото му се. каже и кој е Живалјевиќ. Го напаѓаше Горан Живалјевич, беше А сега нели- го брани. Сега го Зошто? брани. Па знаете, тоа е удба што ти викам. Југослав не е бил удбин човек. Запамти сега, тоа е проблем. Он има тој проблем. Ќе ја гледа емисијата. Он е работил за КОС, за контробаштања служба на српската војска. Југослав. Ама не в удба. Удба е појака институција од КОС. Удба е поека институција. Како не? Па јас ако не ме штитеаше тие во Белград. Требаше да ме осудат. Вие пукате во човек На КОС. На КОС. Тројца. Се беа Косов, официри. и ве ослободуваат. Ставаше предмето. Значи во слободот бидејќи Јовица Станичич застана зад мене, цела служба, беше директор на Државна безбедност на Србија. и колегата Миломир Марич на таа фотографија. Да, Миломир Марич е комшија ми. Тој е во Горни Милановец е роден и таму живее, има куќа. Ви имате во Топола. А нели? јас ја во Топола. Он само рудник мине и право Топола е старото седиште на Караѓорѓевиќ и Караѓорѓевиќ. тој е за дужбината. Ту е мавзолео. Опленац. Сите се сахранени во црквата Свети Ѓорче, да знаеш тоа. Треба Сите. да дојдеш таму на гости. Сите таму. Сите Караѓорѓевиќ се таму. А Марич кој го дружи од овие? Сите. Сите, а? Тука е Коле Дебели.
Коле ми е најдобар пријател. Он ги сите дочекува. И Желко Ражњатовиќ во Милано. И Љубо Земунац па во Пука. Тој е човекот што единствен човек, он жив коле. Скарува се со Љубо и коле го напукува в Милано. Го напука во Милано. Да, и ој како кукавица бега. Еве јас го тоа, знам колку немам се налути. И го Значи- кажувам. И Арка кога бега прв пат во Италија, при коле бега. Тоа што му викам на Марич, ти знаеш при кој? Не сакав да кажа при кого. Не му кажав името. Тома, Удба преку Марич ги пласира информациите? Па му давам што побари, пара и ти на теб ќе ти дадат. Не, не, шо. Не ме разбираш. Да. Никој информацијата од јавен карактер и е во интерес на општеството ќе ти дадат. Не, друго сега да Дава на прашам. сите новинари. Така, Нема да тие работи. контрола на јавност преку медиуми, преку одбрани новинари Јасно. кои ги имаат тие Па, информации. они тоа прават на сите медиуми. Дава. Тој е модел што Модел, на шаблон е функционира. тоа. Шаблон. Како ги фаќаат тома од деца ги наоѓаат, Не бе, види сега. ги оценуваат, Вие сите ги барате, плаќаат. слушај ме. Дали Што им сега, прават? например, некој пишан медиум, пример, Новости, Експрес, на времето, или Нова Македонија. Има убиство. Ти како новинар не си очевидец, Тоа. но тебе ти треба информација од милиција, така? Ти треба информација од обвинителство. Обвинителот крие, пошто тој е штити државата. Полицијата за да ти даде информации, ќе ти даде ако си добар новинар и ако не ги плюваш. Ако пишуваш против полицијата, нема да ти дава информации. Да знаеш тоа? Тома. Него затворивме прашањето со Илија Павлов, со Франција и уште малку околу Удба, за да можеме да имаме на втората емисија. Илија Павлов во врвот на неговата моќ Да. масовно купува хотели во Дубровник. Само два. Со два. Со посредство на Зоран Трпевски, поранешен генерален директор на Македонска банка, која купува Лјупчо Ѓорѓевски, а претходно Лјубљанска банка. Да. Зоран Трпевски работеше за Илија Павлов Ама и за не е бил Молтигро. клучен играч тука. Кој е клучен? Бугарите не ти дава службата. На Илија Павлов има газда. Кој е газда? Како? Генералите, тие што те ствараа. Значи тие што створили Удба, па тие го убија Аркан. Тие го створија, тие го Тие убија. го убија. Значи се одговорно ти велам. Тоа што го имам кажано, јас стојам за тоа. Ако Аркан ме послушаше мене 93 година во Мажестик, и тогаш требаше да го убијат Бранислав Лаиновиќ Дуги од Нови Сад. Аркан Саче беше жив. Вие го спомнувавте во едно од претходните интервјуа Бранислав Лаиновиќ Дуги во Што умешан во атентатот на Киро Киро Григоров. Григоров. Ето. Али 93 година, уште тогаш, а кога Аркан убиеше Лајави, така го викаме ние таму, он ќе беше жив. Кој го ба... Пошто Дуги, Бранислав Лаиновиќ Дуги, Сколе, Зоран Скоковиќ Сколе, Драган Николич Гаги, Гаврич, начело со Андреа Драшковиќ, тие го убива Аркан. Тоа е Налог екипата. на Раде Марковиќ, директор на Државна безбедност на Србија. Тоа е значи нивната екипа. Одговорно го отвара. Тие се убиците на Аркан. Јас го напишав тоа, ама никој тоаш не обрна внимание. Значи вие барате или сметате дека во Мажестик му кажувате дека треба И јас му да ги викам, убие ама 93. тука се умешува Стојан Новаковиќ, викан Цопе во Белград, уште е жив. И он му вика, немој тако, Желко, молим те, ми смо Срби, шта има Македонец да се петли у тоа. Значи, И јас му викам, ти Цопе учути, јас сам можда Македонец, али јас сам веќе пријател со Арканом него ти. Пошто он долази код мене сваки петак по паре, не код тебе. А ти боле ради, држеше тогаш Тифани. И беше чуен ресторан, пее чаше стек, бифтек на плоча камена. Ти гледа твоја посла. И јас не му кажав на Аркан. После му кажав. И он ми вика, што ми не си рекол? Па викам ти, јас ти велев во Мажестик да го елиминираш. Ти не сакаш. Мажестик е во центарот на... Да, Мија Гавран го држи, наш другар, пријател. Кого држи? Мија Гавран. Мија Гавран. Рекоа дека се самоубил, ради долгови. Мажестик, нели го А он држеше е на директор беше Мија Гавран. Нели Он го е држеше- удбаш бе, слушај. удбаш? А како? Значи Мажестик Па го држи... нели вика оди во милиција дека го убила полиција. Не е тачно. Не е тачно.
Овие црногорците Не бам си се само убил. секогаш Паско, спијат, не може ти да секогаш добуваш. спијат во Мажестик. Елена Гускова, во што е русинката задолжена, спијат во Мажестик. Ако тоа е Тука е оној доле ресторан Опера, Се е тоа. елитна следи ме. кафана, Тоа е друго. Карши е руски цар, значи Се е тука. се е под контрола, тоа е све под Јуса контрола. Булич го држеше руски цар, Руски покојни. 22-ка. Али другар Јуса, од Белга се знаеме. Еве син ми, сега ќе го видам син му во Белград. Александар. Аца Булич. Да, ќе да го видам, ме кани дечкото. Сака со мен да се види, пошто татко му, Значи удба Говорел за контролира мене. томо све. они си контролираа сите, они ве сите контролираа. И кога треба ќе ве каснат. Томо. За Киро Тие не Глигоров, казнуваат тука, знаеш зашо? Оти оние слушаа. за Киро Глигоров говоревме пола емисија пред 2 години. Да, Туаш кажав дека поранешен шеф на државна безбедност после интервјуто со вас побара средба, покажа одредени фотографии, Да. фотографии кои наводно се направени во Крива Паланка пазарот, дека колата е наводно донесена од тамо, праша дали вие сте го виделе тој човек, наводно живеел во Франција. ма не е точно. Го Тоа се познате ли? глупости. Го познате ли тој човек? Тој Ма човек како го познам човекот и кажав кој е, сега не сакам името, му кажав, не сакам човекот да има проблеми, он е тука, тука живее. тука живее. А он е од тој крај, да знаеш тоа, Од кој крај? Кумановско. Крива Паланка горе. Тоа се глупости, они намерно подаваат тоа за да скријат. Томо. Киро Глигоров, атентатот на Киро Глигоров. Ќе ти кажам едно, јас со стручњаци зборех во Белград. Начинот на кој изработен бомбата, така прават легионарите бомбата, знаеш тоа од мене. Легионарите во Легија на Да, јас сега Франција. почнувам да сумњам на некои двајца легионари, Ги спомнавме во интервју. па и во некои други сум ги спомнувал, или тука или во Србија, и сад ќе го проверам тоа. Едниот од нив сам се фалеше дека бил во хотел Бристол. Сам се фалеше. Он не, Тој не е. не. Дека бил во хотел Бристол, дека тогаш Веле, имал јас- некоја соработка со македонските Може и он да е, пази, оти он што ме бил, во хотел Бристол. он знае кај е бил. Затоа ти велам, он подобро да не многу се исче нас македонците. Боле да затвори уста. Оти ние го направихме човек. Томо. Од Мој- сега ако објавам книгата, он прави очи в затвор. Само ако ја допишам. Од јас вистини зборам. Томо. А јас ние не го мразиме како Србини, него јас го помагах од тие православен во Париз, он знае тоа добро. Сите што беа православци во Париз, јас им помагах на сите. Да се снајдат. Без обврски. без вас во Париз не можеше тој период на 80-те години Како? пиле Никој. да помини Јас од простор не. на паранешна Југославија. Јас со грбо на козиканската мафија, јас си бех поточно шефо. Марк Антони што го Да. Јас не го крием, и Југослав го знае тоа. А зашто му рекол на Марич? Српска мафија се повукла из Паризи каде Тома дошол во Белград. Ја одговор на се. Добро, Томо. Како функционира Марк Антони, да речеме, шефот или донот, Функционира како? кумот на француската или на Он седи корзиканска? дома, си седи, јас сум бил и дома, и станова, он има резиденции страшно. Последно време живееше во Мансо, тоа е најелитен хотел, меѓу најелитните хотели. Стане си, ужива си, шета си, он шета. Го чуваат луѓе го. Двојца само с него одат, ама не може да приметиш оружје. Најдискретни момци. А овие Он е хотели, крупен човек, да знаеш што, Марк Антони бил 130 кила човек е, да знаеш што, тоа не е играчка. Крупен човек, дебел. И никој не би се осудил на него да тргне. Оти не знаеш што има зад него. Тоа е Франција. во Франција тој систем Таа функционира. француската мафија е многу опасна, ама е дискретна. Не е како италијанската. Што значи тоа? Па они дискретно работат. Не са крволочни како сицилијанците, калабрезите. Значи тивко. Они се договара и решава умно. Значи тивко. Папири, тоа, она ако веќе не бива, тогаш одат убиство. И веќина убиствата се решава во дрогата и во коцкарицата и во проституцијата. Овие, да речеме, елитни локали на плоштад Вандам, на Се са некои. Шанселизе и така. Вас ви дозволува да работите таму? Не Кобе е проблем, не е проблем. Имате држано локали Ти таму? мораш да си плачеш, следи са. Заштита секој плачеше.
Колку? За да имаш мир, Колку плаќа? договараш се. Лично, значи. Од 10 до 30%. Од промет. Промето. И вечер доаѓа нени човек, гледа белешката од касата. Колку е И пликот е веќе издвоен. и никој не ве чепка. Немаш пари, че дадат да зае без камата. Нема камата. Да работиш, да им даваш. Колку паметно. А не да ти даде пари под камата, да те уништи, да не можеш да работиш, но нема фајда од тоа. Они се поарни од банка. Банката Ти дава пари за да те уништи. уништи. Ето тоа е македонските банки. Комерцијална банка. Мафијата во Франција Дава ти пари. ти дава Еве цигарите без сите што камат ги продава на улица. Никој не Во ги пари. плаќа. И во Италија. во Италија. Во тоа Италија највеќе. Он оди кај му е местото на взимање, магазино. И он сега, например, ако може да продаде еден мастербокс 50 штеки, он си го взима. Оди на улица, продава. Доаѓа да дигне вториот, плаќа овој. Значи, мафијата го кредитира една кутија. Работи со нивни пари. Корпорација. Да. Корпорација. Продадеш, плачеш. Продадеш, плачеш. И тоа се социјални случаи, луѓето што продаваат цигари на улицата са. Значи, прават мрежа на тој начин. Тие луѓе се зависни од тие 60 до 70 Тие се хиляди. спремни да загинат за тие пари, да убијат за тие толку пари. се во Италија, во 60-70 хиляди што од тоа живеат. 60-70 хиляди по улица. Да. Во Франција? Па може и во Франција околу 20-30, помалку, Или многу помалку. помалку. Сите французи купуваат цигари во Италија сега. Вие никош не сте кажале во интервју, но на неколку средби што сме ги имале, говоревте за големи ромски играчи во Франција, во Париз, дека тоа е една сериозна структура, Да, тие има многу пари. дека имат многу Тие се пари. делат на православни цигани и на чергари. Чергарите најтрошат пари, ама се најопасни. Убиваа они. Чегарите. Чергарите, а додека овие православните цигари не. Роми, нели? Роми. Да не така. А Да не се- чергарите, они се стално селат. На тркала се. Порано се на коњи, на магарини, били сега се на Мерцедес и така натаму. Кои бизниси тие ги имат? Крадат, Крадат. само тоа работат. До Да не конфликт. слушаш некој цигарин која вели на телевизијата, ми радимо. И кога го питаш за кога се женил, вика за Белгија. А Белгија е држава. Не знае да каже како му името на мажник. Значи систем. Систем. Се крадат. Джепарење по куќите, по провинциите, секаде. Врачарат те гледаат и на рака. Тому овој прв дел на емисијата, 1 сат и 27 минути, 28 минути снеме. Ајде само да објасниме за две работи што почнавме, не завршивме. Убиство на Илја Павлов во Мултигруп и на Зоран Џинџич, велите исти ракопис. Исти е. Значи, тој е убиен со снајпер во срцето. И Џинџич е убиен во срцето, само од позади. Оти, тој што го е качал не можел да го погоди. Али, там е погоден. Јас сум снимал, И сега професор, што го... Кога го однеле. што прави обдукција. Еве ќе ти кажам нешто. Кој Џинџич го носат? Следи сега добро. Значи, кога ги носат на ургентен центар, влегуваат и ги носат. Прво го носат Џинџич. Го внесуваа во една сала. И го оставаа. Не знаат оти е премиер. Донесуваа го Веруровиќ, бодигардо. И него го оставаа. Татко на овој поп звезда, како се Камалјов. И влегува доктор на специализација, кој е по порекло од Беров. Беровчанец. Да знаеш тоа. Секаде Тој ви, го арка на опериса од препет црева на времето. Игор Пиповски се вика. Уште работи таму. секаде ви има. И он како влегува случајно, Во салата. овој вика диша за Веруровиќ. И тоа се натрчува докторето. И сега како се натрчува, гледаат тове и toe. Што ги дотерале. И тогаш А викаат тој го фатаа, вика, овој се оладио. за Значи, Џинџич. Џинџич е бил умрел, лица го џабе вкарували на реанимација. Ама се се покушали да го спасат. Не само могли да го спашат. Тоа е што го кажував тогава, ама никој не води, не слуша. Џинџич е убиен со специјален метак, кој разара кога те погоди. Дум.
Може дух добили и прават се таква амуниција. Разара, тој го уништува сите ткива околу срцето, околу може да бъде јетра, сломи, панкреас, разноси. А додека Веруровиќ е убиен со друг метак погоден. Сега докторот кажа директно на емисија. Дека со два Да, различни... и гледа, никој не отвара предметот. Никој. Илија Павлов го уби државна безбедност на Бугарија. Со помош од надбор. Кој што, нека си бугарето истражува. Јас снимав во септември месец 2002 година со Илја Павлов, не го убиват март месец 2003, ако не се Така лажам. нешто. Во центарот, во седиштето Абе, на, во фирмата на си, Мултигруп. таму. Валканов, овој кој се појавуваше во кампањата сега, овие рудници или мини што ги викаат бугарите во Источна Македонија, со структури на ВМРО, нели, блиски луѓе на Мицкоски, Валканов беше десна рака на Илија Павлов. Ташо е тоа. Јас таму го запознав во Мултигруп. Ташо е тоа. Тоа беше сериозна структура, сериозна корпорација. Па ја и тебе ти, Џоро Илиев е така убиен на морето во Бугарија. Жоро Илиев. И он е убиен со снајпер. Од кој? Од државна безбедност на Бугарија. Орце Куруновски? Орте го уби оној што напиша, вистината Што е напиша? таа. Таа е вистина. Он си лежеше човекот, сега на слобода. И него во Варна. Него во Варна го убија во ресторан, на Во Марс. ресторан. Значи, во Варна масовно, тогаш имаше во тој период екзекуции. Тамо се пресметува Бугарија. Ама тоа ти е, значи, никој не поведува сметка, значи, виш, може би Легија е во право што бара Помилување. помилување. Ама малку тоа се прирува. Оти, сега не знам, јас не сум го работел предметот, не сум јас џандар. Не знам како ќе се справи со убиството на Стамболич и Ибарска магистрала предмет. Што ги има признато Стамболич, го има признато, тоа е документирано, тоа е Тоа он докажано. го нема признаено ни тоа, јас не сакам да зборам, он ќе си каже. Другите го имаа признаено, тоа дека тој им наредил, а он не го признал убиството на Стамболич. Тому вие Легија тука го криевте. Тука си беше шо е страшно, и после си отиде. После атентатот на Зоран Џинџич тука Тука искачаше, доаѓаше и така. со кој се сретнуваше тука? С никој, Со никој. с никој. И има Зошто аз се сретнеш, фатен си. има толкава контрола, аскетски начин на живот. Запавнено. Он може сега да влезе и не може да го познаеш. Дека он. Он знае да се хубаво да шминка. Да се маскира. Јако. Значи, Тоа го има во Легија на станци тренирано. тренирано и таму и после тоа се усовршуваш. И онда не е за подценување. Колку време го чувате тука во Македонија? Ако почуваме, кажуваме прецизно, може би ќе доаѓаат истражувачите до некои други работи, не можам да кажам точно. Точно. Тука беше. Но беше тука. Пошто сега нели бара Помилување. помилување. Јас те сакам да му наштедам, зашто он не заслужува, јас да му наштетувам на него. Ако можам да му помогнам, ќе му помогнам. Он се борел за православието. Јас такви луѓе ги почитувам кои се православни и се борат за православието. Тој во војната се бореше против муслиманите, не се борел против Томо, никого друг. следната емисија, што ќе ја снимеме по завршување нели, на ова интервју, ќе има работа наслов дали удба се враќа на голема врата. Кога јас со Џаровски имате една средба кај што јас присуствувам, Џаровски вас го ословуваше со саветни Да. или со сојузни. Да, тоа е ради Власто Петровиќ од Шведска. Он беше нивни агент во Шведска. И он беше пријател. И јас така се викахме ние. Саветни. Саветни. Ама Власто го убија. Пошто син му беше шеф на мафијата в Белград, на Вождовачки клан. И Бојан Петровиќ го втера и таткото во такви нерасчистени работи и губија и Бојан и после губија и Власто. Добро, кога ќе ви каже човек савезни, тоа ве навредува или тоа ви Не, е не ме комплимент? навредува, тие се сите Власто е човек на Аркан. Пријател на Аркан, другар на Аркан. Јокса, што беше таму исто. Тоа е една багра, мисля не една багра, и другари Каде е свадбата на Аркан кога вие сте кум? Во Белград венчавка беше, немаше свадба. Само венчавка. Да, пошто он имаше поништен брак со Лилја. Со глумицата. Да. Лилја Мијатовиќ беше жена на Анđела мајка. Нино брак не е разведен, поништен. Зошто, како не знам. Вие сте кум.
И вие сте кум него. Да, не. Венчавање во... Да, јас и Коле. Ај сега да завршиме Сведоци бе. последно прашање. Во на негова сладкарница Добро. во Белград, кој од македонците одат? Па види многу навијачи на светот што само македонци се доодили А таму. синот на Дражо Лазов се фалеше, Буцо Лазов, покојни дека одел, Сашо Мјалков наводно. Они се били, ама не са седели саркан. Не седеле со. Не верувам. Сладкарницата има 4 маси, Васко. Само 4 маси. Да. И таа не работи. И до Шанко има 2 маси по 2. И масите се поделени како сепарини. Толкава е. И таму има И надвор имаше 4 маси. И таму има фотографија на синот на Јово Поповиќ, Мишко. Мишко Поповиќ Мишко, да, братело. Мишко и Алка са прави другари, прави. Не раздвојни, јас што им викам двајцата мои мускетари, јас ги многу сакам. Јово Ги Поповиќ, генералот Јово Поповиќ, кој тој е големиот, Директор, тој е големиот играч, така? сакам. На удба. Да, многу голем играч. Тој е вашиот, Он татко не Шеф. беше на сите. тој е вашиот шеф. Да, аз грешим, нешто он не брани сите. И сегаш не е бранил. Тому. Тука ќе направиме пауза. Добро. Фала за ова интервју. Добро. Следната емисија ќе отвориме за кинеските кредити, за Чебрен, за Важни, Јово важни. Поповиќ. Како функционира лудба? Гледате, тоа никош не сум ме прашал. Ама еве сега пак Како функционира. функционира? Не, како е организирана тоа? Никош Само не они сум што ме се прашал. са реорганизирали. Да 30 видиме години. тоа да го отвориме за новите бизниси на Мјалков што се тука во Македонија, за Дубај, Ето. кој има станови во Дубај, како е направена фотографијата на лидерот на опозиција во Дубај, како е така. доставено, И че тоа тоа. ќе го разговараме следната емисија. Фала многу во овој Молим прв дел на интервјуто. Добро, ред, Васко, фала и на тебе. Ова беше првиот дел на интервјуто со Томо Аврамски, петто интервју поред. Мислам дека се приближуваме некаде од 1 милион прегледи. Наредната недела во 22 часот, втор дел на ова интервју со Томо Аврамски, трае 1 час и 25 минути, посветено на Македонија, децата на комунизмот, Мјалкови заеви, Груевски камчеви, така натаму и така натаму. Не заборавете, вторник, 22 часот и 30 минути емисија за мембари, до вторник и недела, пријатно вечер Македонија, каде да си.